За дипломатијата со Никовски. Добра вечер на сите. Темата не треба посебно да се нагласува и објавува. Мислам, доминантна тема е за целиот свет, не само за Македонија, изборот на Трамп за председател на најголемата и најсилната земја на светот. И ние ќе се држиме главно на оваа тема вечерова. Иако изборот е тежок, имаме во меѓувреме извештај за Македонија за Европската комисија. Имаме некои настани на домашен план во пресед на изборите кои се исто така актуелни. Меѓутоа се работи за настан кој го следеше. Добар дел светот беше и шокиран од резултатите и настан кој секако ќе има пошироки импликации далеку над пошироко од границите на Соединените американски држави. Тешко е да се одлучи од каде да се почне, но ајде да се обидеме да одиме по некаков ред. Прво да кажеме кои се Соединените американски држави и што представуваат во светот. Америка, како најчесто се нарекува, и никој тоа не го замера, иако Америка, Јужна или Северна се и Канада, и Чиле, и Мексико и другите. Значи, Америка и Соединените американски држави се далеку најголемата економија на светот со 17,5 илјади милијарди долари БДП, бруто домашен производ. Втора на оваа листа е Кина, далеку заостанува зад неа, а трета е Јапонија, четврта е Германија. Значи, се работи за најголемата светска економска сила, која има влијание во целиот свет со своите економски мерки и потези. Тоа е економија која увезува 2300 милијарди долари стока, а извезува 1600 милијарди долари стока. И тука одма ќе забележите дека има еден трговски дефицит, релативно и апсолутно многу голем, од околу 700 милијарди долари. И ќе рече некој, ау, што ќе прават тие со еден таков огромен трговски дефицит. Меѓутоа, не треба да се грижите, нити ние, нити во Америка има грижа за тоа, затоа што, да не забораваме, голем дел од американските фабрики имаат своји погони, мислам, своји инсталации низ целиот свет. Тие се шират, бараат поевтини услови за производство, ги има и кај нас, а тој покажува некој начин, например, дека најголем партнер трговски на Соединените американски држави е Кина и таа представува, завзема, ако сакате, исполнува дури 20% од вкупниот американски увоз, додека е, значи, главно најголема е трета по увозот со некаде 12-13% од купниот американски извоз. Значи, партнерството со Кина не е случајно. Прво, Кина има многу ефтини стоки кои се атрактивни за целиот свет, а не заборавајте, еден огромен дел од странските инвестиции во Кина кои се во тешки милијарди долари се токму американски и тој фактичен увоз од Кина представува американски производ само произведен во друга држава. Втор партнер на Соединените американски држави е Канада по увозот, и Мексико по увозот. По извозот, се избешаваме на тие работи, значи втор американски партнер по увозот е Канада, а Мексико е по извозот. И тука ќе допреме на тема која ја стави под знак прашалник Трамп во кампањата, која рече дека договорот нафта, тоа е нафта, North American Free Trade Agreement, значи северноамерикански договор за слободна трговија меѓу Канада, Соединените американски држави и Мексико, и како што гледаме дека Мексико и Канада се меѓу трите најголеми партнери, меѓу трите поточно најголеми партнери и во извозот и во увозот. Тој тоа го најави, меѓутоа мислам дека нема да преземе по широки чекори на тој план, како и многу други планови во надворешната политика, економска и политичка и безбедносна. Тоа подоцна поќе ќе го елаборираме, само сега да кажеме дека иако го врати на маса тој договор,
тој само ќе бара преиспитување веројатно некои ставки кои се, да речам, не погрешни, ама штетни на некој начин за американското стопанство, значи кои имаат негативни импликации и ќе отвори нови преговори за нив. Евентуално, тоа може да не се случи, меѓутоа да се разбереме, ако отвори такви преговори, тие ќе трајат со години, према тоа не е нешто што ќе се случи некаква промена на во првиот ден или во првиот период на владењето на Клинтон. Америка е трета по големина земја и територијално и по население. Америка има околу 322-3 милиони жители и се наоѓа по Кина, која е далеку најголема, иако за Кина спомнуваат 1.300 милиони жители и 1.350, јас сум убеден дека ги има преку 1.500 милиони, бидејќи јас некој време работев во Кина пред 40 на години. И тогаш правев некои анализи подлабински за демографскиот развој на оваа земја, базирани врз домашни показатели и уште тогаш, значи на почетокот на 70-те години Кина имаше преку 350 милиони жители, така да, велам, сега овие бројки мора да ги земе со дадена резерва. Втора е Индија со некаде милиарда и 100 милиони жители и трета Америка со 322-3 милиони жители. По територија, прва најголема е Руската федерација, знаете. Втора, трета и четврта се со многу близко меѓу себе. Втора е Канада, трета е Америка и четврта е Кина. Се работи меѓу тите земји за многу мал простор, неколку стотини, 200 милиони, 200 милиони, да, милиони стотици илјади квадратни километри, значи релативно малку, и додека Канада има 9,9 милиони квадратни километри површина, Америка има 9,8, а Кина е трета, значи Канада е втора со 9,9, Америка е трета со 9,8 и Кина е четврта со 9,6 отприлike милиони квадратни километри. Значи се работи една огромна земја и не е случајно што е таа помногу што доминантна во светот, бидејќи реков има најголема економија. Тие се фасцинантни помногу што први се во филмот, први се во технологијата, први се во музиката, први се во спортот. Полесно се наброи во што не се први отколку што се први, бидејќи тојата листа е подолга. Меѓутоа да спомнеме и тоа дека во тие импресивни цифри кои ги спомнуваме сега, меѓу другото дека бруто националниот доход по жител е некаде 55.000 американски долари, што не е на самиот врв, не е меѓу првите неколку, меѓутоа е во врвот на најбогатите држави на светот. Меѓутоа оваа земја, според официјални показатели, има отприлike 5% од населението кој не е доволно нахрането. Не би го рекле тоа сиромаштија, ако ќе спомнеме 5%, тоа не изгледа многу, меѓутоа во американските устови 5% се отприлike 16 милиони луѓе. Истовремено, те имат извореден податок за писменоста на населението и официјален податок е дека се тамо 99% од населението писмени, меѓутоа не заборавајте, тој 1% е 3,2 милиони жители. Така да, тие огромни бројки ја покажуваат силината, моќта на Америка, која ја чувствува целиот свет и сега да се вратиме директно на овие избори кои го потресува светот по многу што предизвика, например, шок во Европа. Имавме изјава на германски министер кој вели доколку победи Трамп тоа ќе биде катастрофа за светот. Имавме изјава на францускиот претседател Оланд кој со најлоши зборови се изразуваше за Трамп. И денеска или вчера или утре, не знам точно кога, закажан е состанок на министрите за дворешни работи на Европската Унија да се соочат со новата ситуација. И кога веќе направивме одредна дигресија према Европа и према Оланд и Германија, да кажеме сега и нешто друго. Знаете, Трамп најави дека ќе менува политиката према Русија, го фалеше Путин, тоа го користеше повеќе како аргумент против Хилари, велејќи дека Путин повеќе пати е поразил Хилари, меѓутоа
on во секој случај покажал да едно разбирање према руските политики и на целата, и кога се стави на маса целата негова мислам, филозофија која презентираше во политичка филозофија која презентираше во кампањата, вокабуларот, ако сакате ше поточно, тој најави дека со Русија сака да има по-добри односи, односно да се почитуваат на некој начин и руските интереси, што во целина ќе биде исклучително позитивно за Европа, бидејќи досегашната американска политика која го предизвика пучот во Украина, која конфронтира Европа со Русија не на долгорочна основа, е погубна за сите европски држави и ако навистина Трамп успее во односите со Русија да воведе некоја нова политика, нека нова филозофија на соработка, а не на сатанизирање на Москва, мислам дека тоа ќе биде еден од клучните негови придоноси за еден поравноправен свет, за еден подобар свет, за свет кој ќе има место за живот и на сите помали држави, меѓу кои е и Македонија. Кога зборуваме значи, на оваа тема околу Русија и Америка, тоа значи ако Трамп воведе нови поенти, нови ако сакате постулати и интереси американски, ако тие бидат формулирани на еден поинаков начин, по-реален и по-издржани, по-перспективен, ако сакате по-многу што, тоа ќе биде исклучително важно за целиот свет. Тој тоа го најави преку на негова формулација која рече дека Америка нема воено да се плетка во другите држави. Тоа, ако се гледа пошироко, значи една сериозна промена во американската надворешна политика. Да се збереме, тоа е прашање колку ќе биде тој во можност да го спроведе, бидејќи корпоративна Америка која беше против него во оваа ситуација, која ќе веќе тој преземе власта, таа ќе биде за него ќе застани и ќе се обидува да ги реализира своите интереси. А нивните интереси не кореспондираат скоро воопшто кон она што го најавуваше и пропагираше Трамп. Во оваа прилика уште да споменеме дека де факто со доаѓањето на Трамп на власт во Америка ќе биде најавено дека ќе биде прекината доктрината на Бжежински, која доминира од 1976 година и која де факто го сатанизираше порано Советскиот сојуз, сегашната Русија и која водеше во една конфронтација на еден глобален план. Ако тоа го направи Трамп, ќе има историски заслуги за поравномерен и по-балансиран развој на светот во целина. За дипломатијата со Никовски.